ХИВ вирусот повторно во пораст, и тоа не само во главниот град, туку и во Штип. Лекарите алармираат, ризикот постои, а раната диагноза спасува животи. ХИВ не значи крај, постои терапија, но клучно е да се открие навреме. Значи сите оние што имале незаштитен и сомнителен сексуален акт, значи овде спајаат сите. Меѓутоа преднаставаќаме на ЛГБТ заедницата, мажи што имаат секс со мажи, меѓутоа и останатите треба да побарат тестирање за да бидат сигурни дека не дошло до заразување со вирусот ХИВ. За жал во последно време бројката се зголемува, како во Штип, така и на територијата на цела Македонија. Постои терапија. Друго нешто што можеби е како добра, секоја предоперативна постапка, значи хирурзите или било кој специјалист бара тестирање од ХИВ и хепатит. Така да можеме да кажеме дека некогаш и случајно со друга цел откриваме дека некој е носител, можеби цел живот, меѓутоа не знае, затоа што не се латентноста на ХИВ вирусот може да трае со години. Многу често во праксата на доктор Митрова се покажало дека во преглед за друга цел се пронаоѓа и ова заболување. Таа вели дека симптомите се доста познати, но пациентите можат со години да бидат носители на овој вирус. ХИВ е болест за намалување на имунодефициенцијата и како со тоа значи дека некогаш и банална настинка или некоја респираторна инфекција може да го загрзи здравјето и да направи со компликации. Стадиумите се повеќе, кога веќе ќе настане манифестно, односно ќе дојде до СИДА, тогаш ги откриваме, можеби некогаш и не случајно ако не се тестираат. Може да бидат со години носители да го пренесуваат вирусот ХИВ, меѓутоа не треба да ставаме стигма, сепак овие луѓе се во нашата заедница, функционираат, некогаш и не сакајќи, не по нивна желба се инфицирале. Имаат соодветна антивирална терапија која што ја примаат бесплатно на клиниката за инфективни болести, и се продолжува нивниот век. Како што дополнително информира доктор Митрова, овие пациенти се упатуваат на клиниката за инфективни болести во Скопје. Претходно се најавуваат кај психолог, а отаму ја добиваат целовкупната заштита.